И како стигаш воопшто да засвириш пред публика, бидејќи претпоставувам првите се веројатно во Кичево, така прв некаков настап. И свириш на што? На сајзер или на хармоника? Што ти се први настапи? Морам да кажам дека првиот инструмент покрај хармоника да беше и мандолина, морам да кажам. Тогаш во основното училиште имаше мандолински оркестар со учител од Даме. Во школото тоа што се викаше Видо Смилевски бато, сега Владимир Полежиновски. И на некој начин можеби тие ми беле први моменти, ама заедно во оркестар. Со други деца. Мандолински оркестар на приредба некоја училишна во Кичево. Тие ми биле можеби првичните, а имаше еден момент каде што учителот мој до 8 одделение Зоре знаеше дека добро пеам, ама ми бев едноставно страмежлив да пеам и ми вика мора да пееш ти на приредба на некоја приредба училишна, да испееш некоја песна и викам ако пеам со уште некој, ја ќе излезам, сам нема шанси да излезам. И баш мојот другар Јоцо Јордан Ѓурчевски беше со мене и пеевме Ангела Душо, Ангела Срце. И се истеравме и тоа ми беше на некој начин прв момент каде што испеав, каде што излегов пред публика, каде што те гледаат и родители, и роднини, и родители на мои школски и така. А во кој момент тргнува она настапи за џепарац, што се вика, за некој хонорар, нешто? Веројатно тоа било некој си фолк момент, така? Дефинитивно. Турбо фолк или не знам што. Не, турбо фолк не. Не? Добро. Генерално. Тоа е по ресторани? Или? Првиот момент каде што сум го заработил како џепарлак, не сум модел со цел да го заработам. Тоа едноставно пак било со хармониката. Морам да кажам дека како дел од група некаква, така? Па, морам да кажам каде што во Кичево, во Кичевско многу се слават тие што се православни празници, обично водици. И во сите села во околијата во Кичево се слави водици на големо и тоа машки, женски водици понатаму. И со еден мој пријател Александар Матевски бато, мој пријател, тоа што свиреше на тарабулка и во неговото село таму, од каде што е потекло, ме викна ајде Лотко таму да додиме да се пуштиме. Па јас бев малечок некој пак до 8 одделение некаде. Ќе посвириме, ќе ги малце ентертејмент ќе им направиме на таму на луѓето и едноставно тоаш во тој момент не сакајќи ми беше првиот бакшиш да кажам. Так. Но ти и бато другарот. Да. Он лупа, ти свириш. Ние одевме со цел да вежбаме, едноставно тоа што го знаеме, да го прикажеме кај луѓето дека знаат дека ја свират. Добро. И свиревме, не знам, од 8 са бајле до 2 навечер и све што беше онака како џепала, како бакшиш, онака ни беше како сигурно ти било фасцинантно така. Од кај дојдоа пари? Кај пари, не дојдов овде да заработам, едноставно да им покажам, види што знам. Па те вика после некој, пример ти вика придружени се на нашава група, се викаме, не знам, група Боеми, група не знам што е таа. Немаше таков момент, се некаде кога веќе започнав средно музичко да учам во Битола. Тоаш веќе се дружев и со синтесајзер, со овој. Ова е во Кичево, во мојата детска соба. Ете во компјутерот, вклучен е битно. Тоа е Pentium, нешто, тројка, двојка. Се играло Age of Empires, нешто можда? FIFA многу сакам. FIFA се играло, добро. Да, Age of Empires, да, точно, Counter. И бев во еден бенд, морам да ги поздравам, Steel. Така се викавте? Стил, тоа веќе постоеше во ти се придружи на веќе направен. Како басист. Басист на сајзер и дигитален басист. Да, дигитален и едноставно се снајдов